Брзото возење, алкохолот, лошата сигнализација, старите дотраени патишта со дупки, пропустите при контрола на возилата. Кој е виновен за големата смртност на македонските патишта? Сообраќајните експерти велат дека сите овие фактори се причина за несреќите со смртни последици. Квалитетното обновување на веќе застарената инфраструктура и изградбата на нова инфраструктура влијаат за намалување на бројот на жртвите во сообраќајот. Според податоците кои ги сподели Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, само минатата година 124 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, а 3834 биле повредени. Годинава до месец август, бројот на загинати во сообраќајни незгоди изнесува 85, а повредени биле 2805 лица. На Светскиот ден на сеќавање на жртвите во сообраќајните незгоди, експертите порачуваат конечно да излезе на виделина вестината за двете најтешки сообраќајки кај Ласкарци и Струма. Судските рочишта со години се влечат, но нема никаква разрешница. Институциите неажурно се однесуваат за овие две сообраќајни несреќи, што е следствено или имаме во продолжение и други сообраќајни несреќи помали, што е добро, меѓутоа сметаме дека овие две сообраќајни несреќи, бидејќи содржат голем број на жртви, треба да бидат во фокус на вниманието на државата и конечно да најде сили, да смогне сили овие сообраќајни несреќи да се разрешат. Митревски порача конечно да се заврши и патот Кичево Охрид, на кој често се случуваат фатални сообраќајни незгоди. Сообраќајните експерти велат дека потребно е да се инвестира во реконструкција и изградба на нови патишта. Безбедноста на патиштата и соодветна патна инфраструктура се едни од сегментите кои најмногу говорат за степенот на развој на една држава.